Едномесечно бебе е најмладиот пациент кој моментално лежи во белодробната болница Козле, каде што се хоспитализирани вкупно 60 деца. Сезоната на грип значително го зголеми бројот на контролите, а доктор Филип Доксимовски вели дека дневно прегледуваат околу 150 деца. Најчесто погодени се бебињата и предучилишните деца. Доаѓаат со висока температура, кашлица, интензивна измачителна кашлица, која што особено се интензивира во ноќните часови, со тежното дишење, свирење во градите, така да таа е симптоматологијата која што највише преовладува во моментов. Доктор Доксимовски додава дека има пациенти во потешка состојба со респираторни инфекции кои примаат кислородна поддршка. И покрај големиот број хоспитализирани, тој вели дека Институтот за белодробни заболувања кај деца Козле се уште има капацитет за прием на нови пациенти. Да, имаме и потешки пациенти со потешок облик на долна респираторни инфекции кои што захтеваат и кислородна поддршка. Всушност сите пациенти кои што се хоспитализирани се оние кои што имаме проценато дека не можат да бидат на домашно лекување со перорална терапија и кои што побаруваат хоспитален третман и оние кои што побаруваат кислород. Лекарите нагласуваат дека загадениот воздух дополнително ги оптоварува дишните патишта на децата, а есента е особено проблематична за деца со астма и алергии, кај кои може да се појават компликации. Од болницата Козле вела дека пикот на грипот се уште не е достигнат и дека се очекува бројот на деца кои ќе побараат третман дополнително да расте.